Состојбата во Фени е таква да таа сега во моментот е во рацете на судската власт. Значи, доверителите, банките, го искористија своето право и покренаа постапка за стечај, што не значи и запирање на работа на Фени и што не значи во секој случај негово затварање. Напротив, од она што ние го имаме како сознание, а интензивно ја пратиме состојбата заради тоа што, како што веќе реков, Фени од повеќе аспекти интересен за државата, а ние како влада секако мораме да се грижиме за тие аспекти. Фени ќе има брзо решение. Добрата информација е што цената на фероникелот во моментот погодува и добра информација е што постојат 3 заинтересирани групи кои што сакаат да ја превземат компанијата, при тоа, ова ќе го подвлечаме многу важно, да ги задржат вработените, при тоа да сите кредитори, значи сите кои што има, према кои што Фени има било какви обврски, а тоа се 60 милиона евра, од кои 40 милиона према банките и 20 милиона према добавувачи, ќе бидат обештетени и компанијата ќе продолжи да работи во својот полн капацитет. Јас се надевам, согласно роковите, дека тоа ќе биде направено во најбрз можен рок и кога ќе ме прашате кој е тој рок, јас очекувам да тоа биде во рок од месец и пол до 2. Но повторно ќе кажам, владата нема позиција за решавање на состојбата во Фени, таа позиција ја имаат комерцијалните партнери помеѓу себе, тоа се приватните компании, тоа се банките, а сега секако и судската власт. Владата само ќе ја прати ситуацијата и во капацитетот што го има, ќе гледа да помогне максимално што може. Она што јас го имам како сознание, веќе ви го кажав, јас сум оптимист дека компанијата ќе се рестартира, нема воопшто да дојде до процес на затварање или ликвидација, напротив, процесот ќе заврши со реструктурирање. Јас мислам дека кредиторите имаат согласност помеѓу себе да сите трошоци за работењето на Фени во оваа осетлива фаза за него бидат покриени, вклучително снабдувањето со струја, вклучително платите на вработените и одржувањето на печките во топла состојба, за да не настане губење на компанијата у смисол на тоа да настанат покасно поголеми трошоци за нејзино рестартирање. Да, значи јас мислам дека финансиската полиција и управата за јавни приходи наскоро ќе испаднат со информација. Се уште трајат истрагите на овие институции во Фени. Јас она што сакам да го потенцирам, ние како држава и како влада ќе се бориме да секој кој што створил било какво дејствие кое што е надвор, значи од законските дејствија, едно од тоа вие спомнавте, ќе повикаме на одговорност. Значи секако мора да биде јасно кој е виновен, зошто Фени се нашол во оваква ситуација, покрај неповолните берзански услови во кои што Фени работел последните неколку години, јасно е дека има и одредени дејствија кои што биле незаконски и тие треба да бидат споделени со јавноста. Институциите се уште истражуваат, бидете сигурни дека тие ќе бидат обзнанети и мислам дека секој кој што сторил било какво дејствие во таа насока треба да одговара.